Пред 77 години, нашите сограѓани во Прилеп и Куманово се одважија и презедоа акција, со кој го означија почетокот на востанието на македонскиот народ и на сите други граѓани во Македонија против фашистичкиот окупатор. Со овој голем историски чин започна и впишувањето на македонската држава на мапата на народите во светот. Храбрите, слободолюбиви државотворци тогаш направија избор. Се кренаа на крилјата на идејата, на мислата, на стремежот. Го кренаа гласот Македонија да ја направа дом на слободата, победник над фашистичкото зло. Тоа е избор што ги стави на вистинската страна на историјата. Нашите борци и нашата Република Македонија, која се роди во виорот на војната, станаа дел од светскиот победнички сојуз. Презедоа одговорност, почитувани граѓани. Избра тогаш да изградат држава, светилиште на слободата, дури и по цена на нивните животи. Слободата ја ставија на пиедесталот на новата држава, како подарок и како завет за сите идни генерации. Таа слобода никогаш да не ја изгубат и да не ја доведат во прашање. Во сите изминати 77 години тоа беше завет за секоја следна генерација. Тој завет не смееме да го прекршиме. Почитувани сограѓани, борци и соборци, влюбеници во слободата. Нашата држава се роди во бурни, преломни времиња на светската историска сцена, како резултат на народно-ослободителната борба и антифашистичкото востание. Раѓањето на македонската држава е резултат и на личната одлука на секој маж и секоја жена, на сите учесници во народно-ослободителната војна. Секој од нив одделно препозна дека е време за избор. Време е да се биде дел од историјата што ќе се памети, што ќе биде инспирација и ќе се слави. Таа генерација, наши предходници, ја грабнаа таа историска шанса за да го остварат вековниот сон. Своја држава, држава на македонскиот народ и другите граѓани, Република Македонија. Ние денеска им одаваме должна почит на тие храбри, државотворни луѓе кои им дарија држава на идните генерации да ја чуваат, да ја негуваат и да ја развиваат, а на светот, во светската културна ризница, му го подарија безвременските скапоценности на нашата културна историја и традиција. Почитувани граѓани на Република Македонија, празнувањето на значајните датуми и празници од нашата историја не треба да биде само формалност и протокол. Ако се сведат само на тоа, таквото одбележување би било неправда и навреда за творците на нашата државност. Празниците се добар момент кога секоја генерација што ги слави и прославува треба да се запраша. Како да го зачуваме она што го наследивме и како од Македонија да направиме подобра држава, убаво место за живење. Како да направиме чекор повеќе во освојувањето на слободата за сите наши граѓани. Секоја генерација е должна да ги проширува видиците. Секој граѓанин на нашата држава и да реагира тогаш кога некој го блокира, го невозможува развојот. Ова должност и одговорност најмногу им припаѓа на политичките лидери на народните избраници. Нашите претходни генерации, оние што ја извојува и што ни ја подарија државноста и слободата, да живееме во неа, не ни ја дадоа за да ги делиме луѓето. Македонија беше создадена како дом на слободата за сите нејзини граѓани. Македонија на сите и за сите. Должни сме
на сите наши деца, на нашите идни генерации, да им дадеме доволно причини да си го видат своето, собственото место во домот Република Македонија. Должни сме да преземеме одговорност за Република Македонија да биде дом на слободата на сите нејзини граѓани, како нова звезда во европското созвездие. И затоа и денеска можеме да кажеме дека сме повторно пред историски избор. Оваа генерација треба одлучно и храбро и да го направи исчекорот за остварувањето на нашата стратешка цел во оваа фаза од нашата историја. Екзистенција за секого, европски животен стандард, осигурани граници, безбедност, стабилност, признаен идентитет. Сето ова преку членство во НАТО, а потоа и членство во Европската Унија. Празнувањето на големите датуми, одавањето чест на сите наши претходници вградени во државност и во слободата на Република Македонија е само еден дел од нашата должност кон нашето достојно минато. Но патриотизмот не завршува тука. Нашиот патриотизам идните генерации ќе го почитуваат само ако им дадеме повеќе причини за тоа. Патриотизам е да осигураме иднината на нашата земја и на нашите деца. Тука да создадеме можност за нашите синови и ќерки во Македонија. Тоа е патриотизам. Патриотски е да се осигураме дека нашата следна генерација има иднина тука, дома. Само така ќе имаме причина да веруваме дека на нашите идни генерации ќе им дадеме причина да слават, како што нам причини за славје ни даде генерацијата на партизаните и партизанките од антифашистичката и народно-ослободителната војна. Почитувани прилепчани, драги граѓани на Македонија, нека ни е честит и вековит 11 октомври, денот на народното востание.